во која отворено ќе зборуваме за се она што во медиумите деноиве можеше да се прочита. Во дебатното студио е Снеже Велков со своите гости. Снеже, не знам дали ќе успееме да ги решиме проблемите, но сепак ќе можеме изворно да ги слушнеме ставовите на едно место од засегнатите страни. Како се случи еден настан, како што е изборот на мис кој во светот се следи со респект во Македонија да прерасне во скандал, во кој денеска слушнавме исто така многу ниско ниво на комуникација, обвинувања на сметка на организаторите. Така е. Ќе се обидеме да дебатираме, ќе се обидеме и да најдеме некакво решение за конечно да имаме наша представничка на изборот за мис на светот. Сите оние настани почнаа да се случуваат на 15 ноември, кога беше организиран изборот за мис на Македонија и кога сите очекувавме дека конечно ќе го слушнеме новото име на најубавата македонка. Имавме наслови во весниците, на интернет порталите, скандал, дебакал. Мики, што се случи? Па јас ќе повторам нешто што веќе го кажав изминативе денови. По два неуспешни обиди за организирање на изборот во хотелот Александра Палас првиот и во хотелот Холидејн вториот, требаше да се случи третиот, во кој ние како модно студио Црнокрак решивме да помогнеме. Пред се на наговор на мојот добар пријател Горан Наумовски, Кизо, собственикот на дискотеката Театро, и исто така мојот добар пријател Дејан Милошевски, стилистот кој беше во екипата која го работеше изборот. Јас морам да кажам, бев скептик и знаев дека ќе се случат некои проблеми, но они ме уверуваа дека сеќе ќе биде во ред. Ми се јавија заедно со Лидија Велковска и прифатив да со нашето долгогодишно искуство кое го имаме во организација на овие избори, да за 2 дена, 3 дена некако успееме да се организираме и да направиме нешто што Лидија требаше да го направи во текот на целата година. Успеавме, донесовме 9 девојки од модното студио Црнокрак, 2 девојки донесе господинот Цаич од Quorum Models, тоа се 11, и само една девојка остана од тие 7-8 колку што беа пријавени претходно, значи 12 девојки вкупно беа. Успеавме да обезбедиме облеки во кои девојките ќе се представуваат, значи луѓе кои ќе ги средат, стилисти, значи шминкери, фризери. Успеавме да обезбедиме простор адекватен за колку што може да се обезбеди за 2 дена, значи дискотеката Театро ги поседува тие услови, озвучување, осветлување. Значи се обиделе да обезбедите се што е потребно за да има таков значи убав избор. Избори да избереме девојка која ќе достојно представува Македонија. Изборот почна со мало задоснување. Рече се нормално за тие. За да ги има насловите дебакал и скандал. Веднаш по првото дефиле на девојките, значи на самиот почеток Лидија им подели на членовите на жири комисијата гласачки листови на кои пишуваше избор за мис на Македонија 2014 за мис на светот. Значи на кои требаше они да ги дадат своите гласови и да избереме мисицата која ќе представува Македонија во Лондон наредниот месец. Добро. И меѓутоа веднаш после првото дефиле ме повика еден од членовите на жирито и ми покажа нов лист кој Лидија им ги поделила на членовите на жири комисијата, на кој пишуваше дека тие всушност не се на изборот за мис на Македонија 2014, туку на еден кастинг на кој од 12 девојки ќе се изберат 6 кои ќе бидат во конкуренција за изборот за мис на Македонија 2015. Една многу нелогична ситуација која јас мислам дека само Лидија Велковска може да ја објасни. Дајте да објасниме тогаш што се случува. Добро, морам да исправам тука. И морам да кажам, се извинувам, дека кога јас тоа ја прашав Лидија, она рече дека е точно, дека тоа се случува, тоа што го напишала на листот кој им е поделен на вториот пат. И јас ги известив нашите девојки, тие апсолутно не се сложија да бидат дел од такво нешто и јас морав да го прекинам изборот. Така слушнеме сега. Ова се обвинување? Или тоа е она што се случуваше реално со огледување на ситуацијата? Сега една испратка само на почетокот, бидејќи ние најавивме кастинг. Значи не беше избор во прашање, бидејќи избор се организира малку поинаку, нели, на поинакво ниво. И ние се откажавме од организирање на избори мис на Македонија, затоа што сметаме дека нема доволно поддршка за тоа, немаме доволно средства за гламур и затоа веќе изборот за мис на Македонија
го правиме по пат на кастинзи, значи повеќе кастинзи кои што ќе бидат во текот на годината организирани и со различни теми. Значи следниот веќе би бил избор на Мис Талент. Во однос на овој годинешниот избор, така наречен дели, но беше кастинг. Имавме намера да одбереме девојка, тоа беше на 7 ноември. Меѓутоа, бидејќи не се случи настанот, ни беше оневозможено присуство во просториите каде што првично беше договорено и од тие причини имаше доволен број пријавени девојки? Имаше доволен број, да. Имавме за тогаш имавме комплетна, мислам, екипа и се, но потоа веќе некои од делумно од девојките беа зафатени за следниот кастинг кога го закажавме исто преку ноќ, нели? И тоа веќе почна проблемите. Нормално се осипува бројот на девојките додека да стигнат до она конечна бројка, но исто така се стесни веќе и рокот за подготовка на девојката за овој избор, за оваа година и ја за тоа значи побарав од стеснете рокот до кога значи треба Македонија да има избрана девојка за да може да ја испрати. На 7 ноември секој беше во ред, мислам ќе имавме нели представничка оваа година, но потоа и доаѓа 15 ноември, вие одлучувате да има кастинг? Јас побарав, да, кастинг секако, затоа што веќе беа нели пријавени тие девојки и веќе мислам беше ред за да знаат каде им е местото, ако им е веќе нели се во таа група на финалистки кои што треба да учествуваат на избор Мис на Македонија за Мис на свет, тогаш ги пренасочивме за следната. Снеже, така, повели Маријан, да слушам. Ги слушам твоите гости, меѓутоа имам јас едно подпрашање, вака кога слушам од нивните одговори, доаѓам до заклучок дека станува збор за технички недоразбирање, меѓутоа мислам дека суштината е малце подлабока затоа што деноиве паднаа многу големи обвинувања, денеска исто така во јавноста се појави една информација, односно една тема која недвосмислено се наметнува околу покрај сите овие обвинувања за проституција во изборот на Мис во Македонија. Така е, Маријан, сакам да стигнеме до оваа тема заради тоа што откако ќе објасниме дека Лидија Вилковска вели дека станувала збор за кастинг на 15 ноември, Мики Црнокрак вели дека тоа било официјален избор за Мис на Македонија, но подоцна разбрал дека всушност станува збор за кастинг. Не само Мики Црнокрак, сите присутни во театрот знаеа дека се дојдени на избор за најубавата македонка, само Лидија знаеше дека е тоа кастинг. 15 ноември дека станува е кастинг или е Мис на Македонија? А Мики Црнокрак зошто не знаел? Во печатот исто беше најавено. Мики Црнокрак зошто не бил запознаен со тоа? Ние разговаравме неколку пати во текот од тие денови и во ниеден момент Лидија не спомна дека се работи за нешто што ќе се случува 2015. Туку бевме дојдени и на самите гласачки листчиња стоеше дека е избор за ајде сега да различиме, да. Беше најважно во целава ситуација, мислам дали ќе се нарече нели кастинг или избор или веќе дали е тоа за 2014-2015. Мислам дека е помалку важно. Важно беше и она што е најбитно, да се најде соодветна личност која што дефинитивно заслужува да биде представник на Македонија на овој светски избор. Затоа што сакаме да се гордееме со тој лик со кој што треба да го покаже лицето на Македонија пред светот. Така. И мислам дека се прилично строги критериумите за тоа која личност треба да ја представува. Сега не одбравме личност на 15 ноември, па вие решивте дека добро. Вие решивте дека лиценцата треба да ја поседува некој друг известен Ристо Димовски, кој што е бизнисмен од Австралија, така? Не. Тогаш кој се оние? Не, никој не станал збор за таа лиценца, мислам кој да ја поседува, мислам апсолутно. Заедно со човеков да се организира. Не, се појави известна особа од мислам така наречен нели бизнисмен од Австралија кој што пројави интерес, наводно се кажа дека ја поседува лиценцата за Мис Юниверс, дека ја земал за Мис Юниверс за Македонија и дека би сакал да биде генерален покровител на изборот и на Мис на Македонија и да го направи во
еден ист ден, значи заедно да го направиме изборот за Мис на Македонија и за Мис Юниверс. Така ви излеговте за- на заедничка пресконференција со Ристо Димовски, при што значи меѓутоа, кажавте дека тој ќе биде конференција спонзор. Што се кажа случи? одредени работи кои што апсолутно не беа предмет на претходно на договорот. Мислам, јас се зачудив. Исто така, после самата конференција, кога заврши, ни подели картички, мислам со, Ова се да речем, ваквите визит картички, картички, добро. кои што овдека пишува Miss World и Miss Universe, што јас се фрапирав, бидејќи за вакво нешто, мислам, некој да направи на картичка, да напише пред да поседува соодветна лиценца. Во ниедна земја не е дозволено. Во Така, тој меѓутоа, случај би подоцна- одговарал за измама. Така. Што дознавте веднаш за овој се бизнисмен? исконсултирав со мои пријатели од Австралија, мислам таа истата ноќ, бидејќи тоа излезе како уште истата вечер излезе на порталите, нели, како информација дека еве наводно тој ќе биде како организатор, суорганизатор, нели, на изборот Мис на Македонија и веднаш бев предупредена дека морам да се дистанцирам од овој човек, дека Снежа, јас ќе Дека станува збор за елитна советник проституција. морам да дадам деманти и веднаш да се Дека тој човек дека да. може да организира елитна Снеже, проституција, дали ме не да слушаш? има Мис на Македонија. Да, Маријан. Јас ќе се обидам да ја концентрираме дебатата, ќе се обидам Добро. да ја прекинам, бидејќи немаме многу време за да разговараме за техничките аспекти Добро. околу тоа. Јас имам конкретни прашања до твоите гости, Повели. затоа што денојеве тоа беше предмет на интереса, тоа е сериозно обвинувања на темата има или нема проституција во изборот на Мис во Македонија. Добро. Има или нема проституција во изборот на Мис на Македонија, затоа што овој човек кој што нели се понудил да биде спонзор, можел да организира елитна проституција. Така и вие се откажувате од муабетот да со него не, соработувате. не Мики беше- излегува на пресконференција Не беше и така формулирано, имаме само морам да се обвинува оградам од и ова. обвинува Така. дека Лидија Велковска со нели многу понижувачки зборови, значи Ристо Димовски има кон Лидија Велковска. Господинот Ристо Димовски не е така наречен бизнисмен, тој е бизнисмен. Работи 40 години, работи и живее во Австралија, но никогаш не ја заборил Македонија и секогаш помага, барем на нас ни помага во оваа нашата работа. И како и до сега, Ги оправдува неговите сакаше да обвинувања помогне. кон господјата Повторно Лидија сакаше да Велковска. помогне. Затоа што Лидија кажа дека ќе го тужи за клевета, бидејќи не е Па- вистина она што тој го спомнува дека Лидија најпрво него го обвини дека се занимава со елитна проституција, потоа он неа ја обвини дека Не е спиела точно тоа. со него за 2400 евра. Тоа се сериозни обвинувања во кои јас апсолутно не сакам да учествувам. Модното студио Црно крак 13-14 години најдобрата модна агенција во Македонија, да сме се занимавале со барем било што од ова не би веќе постоеле нормално. Имаме поверење во преку 1500 членови кои сме ги имале и ги имаме, така да мислам дека апсолутно нема простор за муабет дека во изборите во Македонија постои ни од проституција. добро. Јас морам да се исправам, затоа што јас не го апострофирав господинот Ристо Димовски дека се занимава со елитна проституција, Така пишува дека во има медиумите. сомнеш дека ќе соработува со агенции што се занимаваат со елитна проституција, а тоа е многу се тие агенции? различно. Тоа, не знам, мислам, јас не ги апострофирав агенциите, вие не знам зошто вие се навредувате од Тој работи нешто сосема друго, тој нема никаква врска со агенции. Тоа е ваше, мислам, јас. Господинот Ристо не го Димовски имам не е во известен важно. господин, тој господин многу добро го познавате, со години го познавате, он ви помагал на вашите избори, ни помага и на нашите избори. И знаете не знам што, зашто го навредувате. Он не е известен господин и не е така наречен или само наречен Затоа бизнисмен, што- он е навистина бизнисмен. Во една прилика тој најави една година, се појави како можен покровител, но до ден денешен ние не добивме ништо од господинот Димовски на како ветеното покровителство, дури вети и стан дека следната година ќе даде, но ништо од сето тоа. Лично И не го тоа познавате освен во некаква бизнис соработа. Да, да. Лично не го сум познавате и познала. веројатно ќе слезе Не, приватна тужба заради обвинување. Секако, тоа обавезно ќе следи нормално. Маријан, се надевам дека нешто успеавме да образложиме. Јас би искористил прилика и Повели. би прашал нешто. Дали може Лидија Велковска да не ја работи веќе оваа работа, бидејќи очигледно 15 години штети на Македонија, кога
еве во изминативе 15 години фудбалската репрезентација на Македонија има сменато 15 тренери. Зашто? Мислите Затоа што дека треба да ја придаде затоа што лиценцата на немале некој друг? резултати. Бидејќи Лидија Велковска Да го нема никакви слушнеме уште резултати, морам да мислам дека кажам треба да ја предаде дека- оваа работа на луѓе што знаат Да да го ја работат. одговориме ова прашање, да завршиме со дебатата. добро, Дали а може? може ли Ја да предавате Снеже- ли лиценцата на некого? Не, само да ви кажеме уште една работа, не можам да го прифатам ова постојано напади, нели, и превземање Тоа на не се лиценца, и напади, тоа се знам факти. Во која смисла и зошто им е нешто потребно, мислам, такво да се одземе некому лиценца. Јас до сега сум докажала дека никој пат не сум излажала дека поседувам лиценца, а да не испратам девојка на избор, како што тоа господинот Црнокрак го има направено 2004 година, затоа што организираше избор за Мис Македонија за Мис Юниверс и Мис Македонија за Мис Метрополитен. влеземе во турска Но серија, ден драги мои. денеска Ни едната од девојките не отиде никаде. Младото студио Црноград до сега има Сега пратено само тоа. на интернационални Не е избори битно, преку но 100 дозволете, преку 100 членови. Објаснете затоа што е сериозен Имаме титули, финансиски имаме престап, придружнички, да излажете имаме спонзори, влезови во финале, вие немате пренос, ништо. Да имате директен за тоа, а да после немате завршница, да немате да не посетувате. Мислам дека воопшто, ова крај на мислам, вашата тоа е кариера. Крајно. Не, јас Црнокрак, сметам дека- Велкова, Снеже, јас за крај само сакам прецизни одговори од твоите двајца гости. Со оглед на тоа Повели. дека и во оваа емисија падна обвинувања и претходно имаше обвинувања, сега има негирање, има или нема елитна проституција со изборот на Мис на Македонија во Македонија. Во однос на изборот на Мис на Македонија за Мис на светот, никогаш нешто такво немало, ниту смееме да бидеме во контакт со особи кои што би донеле, би имало можност да го нарушат реномето и достоинството на нашата агенција. Велкова, уште едно подпрашање. Велков. Има ли елитна проституција во работата со манекенството во Македонија? Тоа треба други да прашате, бидејќи јас со тоа не се занимавам. Јас го водам изборот за Мис на Македонија за Мис на светот, не водам агенција, мислам не работам со девојките преку цела година, така да јас со тоа не можам да ви кажам точни податоци. Црнокрак, двете прашања за вас. Може би ќе требаше Лидија да ни одговори и што бараат девојките од изборот за низиниот Мис после изборот за Мис на приватни забави во одредени амбасади во Македонија. Тоа го изнесе исто денес господинот Димовски и рече дека има докази за тоа. Меѓутоа и вие негиравте дека постои проституција. Јас борев за модното студио Црнокрак. Значи, апсолутно, А во изборот на Мис на Македонија? јас во овие неколку дена, кога бев вклучен во изборот за Мис на Македонија, за Мис на светот, такво нешто не приметив. Ви благодарам, Снеже Велков, ти благодарам и тебе на оваа дебата. Не знам дали успеавме да одговориме на сите прашања, меѓутоа претпоставам дека отворивме добра тема, која што и понатаму во медиумите ќе остане предмет на обсервација. Продолжуваме понатаму.